Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате новото издание на спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денешниот спортски преглед комплетно ќе го посветиме на фудбалскиот клуб Тетекс. Веќе знаете, Тетекс минатата сезона играше во третата лига Запад, за прв пат во својата историја испадна од втора во трета лига. Во моментот на прекинот Тетекс беше на втората позиција, не обезбеди пласман во втората лига, меѓутоа како се одвиваа работите и првопласираниот на таа прекината табела не обезбеди пласман во втората лига Запад. Меѓутоа, најактуелно минатата недела беше тоа што Тетекс сепак ќе игра во втората лига Запад. Голем дел од навивачите беа изненадени од ова, меѓутоа раководството на фудбалскиот клуб Тетекс успеа да издействува да го завземе местото на распаднатиот Лабуништа од истоименото Струшко село и на нивно место да настапува во втората лига Запад. Тетекс веќе ги почна и подготовките за новото првенство. Токму затоа во продолжение ќе ги погледнеме изјавите на актерите, на раководството, како дојде до сето ова, меѓутоа и кои се амбициите на клубот за следнава сезона. Да ги погледнеме изјавите. Како што веќе слушнавте во најавата, фудбалскиот клуб Тетекс ќе игра следната сезона во втора лига Запад. Мирчевски, што конкретно се случува во Тетекс во моментов? Во овој момент прво радост за тетовчани, за навијачите, за војводите, за љубителите на фудбалот во Тетово. Значи во овој момент Тетекс нешто воскреснува во градот, бидејќи беше многу тажна слика да Тетекс игра во трета лига. Ни се укаже една шанса каде клубот Лабуништа не сакаше да се такмичи во овој, бидејќи по слаби финансии сакаше клубот да го предаде. Ние во тој момент го искористивме таа шанса, влеговме во преговори каде луѓето со респект и поштовање на името Тетекс ни го дадоа клубот и го презедовме за натамошно такмичење во втората лига на Македонија. А кои се амбициите на клубот за оваа сезона? Во овој момент значи располагаме со играчи од повеќе од нашиот град. Значи базата на фудбалскиот Тетекс во овој момент клуб е да играме во средината, да бидеме во такмичарски дел, а ако ни се укаже шанса во моментот во сезоната, ќе имаме и желба за повисоко да се рангираме, кај што стално ни доликувало измезе такмичење. Од разговорот со членот на управниот одбор Борче Мирчевски слушнавме што се случува во клубот и како Тетекс се најде во втора лига. Сега со нас е спортскиот директор Стојмир Урошевиќ. Урошевиќ, каков е планот за подготовките и како тие ќе се одвиваат? Најпрвин да ги поздравим гледачите на вашата телевизија. Сега вака, подготовките ќе се одвиваат постепено, затоа што ние и доста и касниме, ама секако разлогот го знаат сите дека искористивме една понудена шанса што ретко се пропушта, Тетекс да стане второлигаш. И сега малку сме во цајтунг со времето, значи времето ни е кратко, но и ќе пробаме во ход сите проблеми и работи да ги решаваме. Со припреми мора да се почне затоа што еве го не знам, ако не се одложи првенството нема ни месец дена до почетокот. И секојдневно ќе се екипираме, ќе разговараме со играчите, ќе земаме играчи нови со старите да останат на тие што рачунаме, така да се тоа ќе биде во ход. Не знам што ќе биде, но мислам дека ќе биде добро, затоа што луѓето што се моментално во организацијскиот одбор, управниот одбор, се решени да направат нешто добро од Тетекс. Ја прв се кажувам за мене, дека така ќе биде. Се што можам во моите можности, ќе направим Тетекс да се подигне на едно повисоко скалило, затоа што Тетекс и тоа го заслужува. Знаеме името на Тетекс што значи не само во македонскиот, него и во бившата Јујо. Каков е планот околу играчкиот кадар? Тука се играчите кои што беа минатата сезона, меѓутоа дали се планирани засилување, дали воопшто денес имаме тука некои засилување? Па да, во секој случај засилувања се планирани. Прва опција ни беше разговор со старите играчи, значи да ги испоштуваме, да им предложиме, затоа што сепак мораме да одиме до таму кај што можеме. Нашиот буџет е ограничен. И преговараме. Прво разговаравме со, пак ќе кажам, со старите играчи, но можете и да забележите сега дека имаме и еден-двајца
што се вика повратници. Тука се Меритон и тука е Мирослав Јовановски, што се повратници во Тетекс. Они се бивши играчи на Тетекс, што мислам и двајцата се големо појачање за Тетекс, по мене. А нема да застанеме само на тоа. Значи, ќе пробаме барем уште едно 4-5. Најважно е голманскиот проблем да го решиме. Тука имаме малку поголем проблем, но мислам дека ќе го решиме. Ќе најдеме квалитетно појачање. А за другиот дел, мислам дека полека ќе се потрудиме да направиме еден респектабилен клуб, што во втората лига да целта ние нас искрено сега ја од моја страна, спортска страна, значи тоа 5-то место или 6-то, што ќе не води во таа единствена лига за 2 години, која ќе се оформува, знаеме дека се редуцира од другата година, од 2 станува една втора лига и целта ние да влеземе во таа втора лига, а за понатака, ако нешто искочи, дај Боже да биде и подобро, ние ќе се трудиме се што е во нашата моќ, ако можеме и да влеземе у тие први, втори, ама реалноста е таа, значи реалноста е тоа 5-то, 6-то место. Ги слушнавме плановите и амбициите од страна на раководството и на спортскиот директор. Сега со нас е шефот на stručниот штаб Ивица Јовановски. Јовановски, каков е планот за подготовките? Во моментот се одвива првата фаза, како е планот за целите подготовки? Како што е општо познато, се ова дојде некако брзо за фудбалскиот клуб Тетекс. Одеднаш се јави шанса да станеме второлигаши. Можеби на непопуларен начин, меѓутоа Тетекс се искористи таа можност. Се укаже шанса, искористивме, сега е на нас, на мене, на моите фудбалери, на управниот одбор, на градот Тетово. Тетекс фали на Тетово, Тетекс фали на фудбалот во Македонија, така да се отвора една можност кај што имаме добра шанса да ја искористиме. Планот на подготовките веќе, мислам дека веќе Тетекс и касни за 10 дена, меѓутоа пак ќе се повторам дека се ова дојде некако на брзина, во ход што се вика, покушаваме да се организираме и како клуб, и како структура, и на играчки план се преговара со доста фудбалери се нудат, морам да кажам, мора во овој краток период да се изнајдат најдобри решенија, значи што се вика 2 пута мери, еднаш сечи. Во таква ситуација сме да имавме повеќе простор, повеќе време, можеби поинакви ќе беа нашите реакции, меѓутоа што е тука, се тоа треба да се укомпонира, све треба паметно да се размишља, да видиме на кои позиции сме обезбедили играчи, на кои позиции ни требаат соодветни појачувања, така да не очекува еден турбулентен и интензивен период за организација и за појачување, затоа што со овој играчки кадар реално ќе ни бидат мали шансите, тоа е објективно. Договорени се денеска Меритон Салију и Мирослав Јовановски како нови појачувања. Се контактира уште со 6-7 фудбалери што са неопходни во овој момент за фудбалскиот клуб Тетекс. Кажа дека се доцни со подготовките, 10 дена некаде околу. Ако знаеме дека другите екипи веќе тренираат, ако знаеме дека многу мал број на квалитетни играчи се слободни на пазарот, дали може да заклучиме дека амбициите на клубот ќе бидат опстанок и дали Тетекс може да направи нешто повеќе од борба за опстанок? Значи, јас како тренер не сум прв пат во ваква ситуација, сум бил и во потешка и Тетекс како клуб заедно со мене, така да не се плашам од предизвици, меѓутоа ќе ми треба голема поддршка од сите овие луѓе што се околу мене, од фудбалерите, ќе кажам од претседникот на клубот Војче. За амбициите е многу тешко да се зборува. Мислим дека ќе се согласите сите со мене. Во овој момент амбицијата за мене конкретно е опстанок во лигата и стабилизирање на клубот. Маријан Бибиловски, капитен на фудбалскиот клуб Тетекс.
Маријан, во моментов го одработувате оној најтежок дел и најдосаден дел, можам да кажам, за сите фудбалери, првата фаза, физичката подготвеност. Кои се твоите очекувања од овие подготовки и воопшто од оваа сезона? Па пред се една голема благодарност до управата што и направи напори овој клуб да се натпреварува во втора лига, бидејќи таму е местото на Тетекс, не е местото во ниските лиги во третата лига, што ете испадна случајност, но на наша среќа на играчите, да симпатизерите, да сите, поготово на војводите, ќе имате можност со нивна поддршка оваа сезона да направиме еден чекор понапред, па зошто не и борба за некој од водачките позиции. Но пред се ние да бидеме еден стабилен второлигаш, каде што ќе се потпреме на младите од нашата школа со допуна од 4-5 квалитетни играчи и ќе бидеме доста конкурентни во оваа втора лига. Едно од новите засилувања на фудбалскиот клуб Тетекс, Мирослав Јовановски, се надевам дека Мики ќе бидеш едно големо засилување на Тетекс, се враќаш по втор, трет пат веќе во матичниот клуб. Кои се твоите очекувања и од подготвителниот период, меѓутоа и од оваа сезона каде што Тетекс ќе игра во втората лига Запад? Па прво мене ме мило што се враќам пак во матичниот клуб. Имам многу прекрасни моменти во овој клуб. Мислам дека и ќе продолжиме така. Годинава очекуваната се во втората лига дека ќе играме. Мислам дека лигата ќе биде изедначена и ќе се бориме за што повисок ранг. Претходните две сезони настапуваше во два клубови кои што имаа високи амбиции. Односно три клубови, беше и во Пелистер, беше и во Лавуништа, беше и во Гостивар, екипи кои што беа во самиот врв на втората лига Запад помеѓу во топ 3 екипи. Дали може да очекуваме и Тетекс сега да го продолжиш тој континуитет и со Тетекс да бидеш во топ 3 на табелата? Па нормално, сега мислам дека екипата е добра, мислам дека уште 3-4 засилувања ако се донесат, мислам стручниот штаб најавува дека ќе се донесат, дека ќе се бориме што е можно повисок ранг. Дај Боже да влеземе до година, зашто на Тетекс му е местото, знаеме сите кај му е местото. Тоа е првата лига. За крај од серијата разговори со раководството и фудбалерите на фудбалскиот клуб Тетекс, со нас е комесарот за безбедност Зоран Трпковски. Трпковски, знаеме дека на сила еден протокол кој што регулира како треба да се одвиваат тренинзите, како треба да се одвиваат надпреварите. Знаеме дека нема да биде дозволено присуство на публика. Што фудбалскиот клуб Тетекс ќе превземе за да ги заштити и фудбалерите и раководството, но и гледачите од пандемијата за COVID-19? Пред се благодарност за вашата ценета емисија и пред се морам да ги искажем чувствата и емоциите што после една таква сезона и една ваква пандемија, криза светска што се вика, Тетекс стана втора лигаш. Знаеме и како да не се повторуваме се од моите членови на управата, моите соработници. Мислам дека ова прашање е сериозно прашање. Тетекс као сериозен клуб, као име во јавноста, као пошироко после Вардар и Пелистер и ред други клубови. Мислам дека ќе преземеме се што ќе ни се наложи после состанокот од Фудбалска федерација на комесари за безбедност и пред се ќе биде клучна точка УЕФА што ќе наложи. Ние во секој случај ќе преземеме сите мерки за да се заштитиме као клуб, нашите фудбалери и пред се што ќе ни биде наложено, тоа ќе го превземеме. Ќе бидат сите фудбалери нормално тестирани, за да немаме некаква проблематика во таа работа, да се соочиме со некој проблем, па да бидеме после во карантин или да се одложи нешто. Мислам дека се тоа ќе биде следено по протоколите што Фудбалска федерација ќе ни ги наложи. Така ќе се однесува и фудбалскиот клуб Тетекс во понадомашната работа и секако ќе бидете известени. Сакам да ги во овој момент и емоционално да им порачам на сите војводи, нека се радуваат што Тетекс повторно е во втората лига. Во саботата во Гостивар се одржа промоција на уплатните места на спортските обложувалници Евротип. Беа промовирани новите ВЛТ апарати, беа промовирани понудите кои што ги нудат спортските обложувалници Евротип. Тука е 200% бонусот за онлайн обложување на прв депозит. Тука е бонусот до 467% на уплатените тикети, без разлика дали се обични тикети на уплатните места или уплатени на интернет. Тука е понудата за
за кеш-аут. Се надевам дека и вие одлично поминавте изминатиот викенд со надпреварите од најсилните европски лиги и се она што во моментов се игра, а се надевам дека така ќе биде и во иднина. Тоа беше се за денешниот спортски преглед. Ние се гледаме следниот понеделник. Довидување.